Добар ден, почитувани гледачи, ја следите програмата на ТВМ телевизија и го следите најновото издание најокламата. Овој пат во целост го посветуваме на стрипот. Предпоставувам дека и самите можете да предпоставите за кого станува збор, кога зборуваме барем за моите гости. Со мене денес во студиото Јордан Коцевски зборуваме за најновата графичка новела која што е издадена во соработка со Квадрат, мислам дека беше. Да, Стрип Квадрат. Стрип Квадрат, да. Така. Заедно со Дарко Богданов, Јордан Коцевски, гостин во Јокламата. Добар ден, добре ми дојде, за малку добро утро ќе кажа. Од навика. Да. Добар ден, добро те најдов. Така. Никогаш не сме имале разговор, малку подолг разговор во кој што можам да те прашам како почна целава приказна со стриповиве, ти си као стрип сценарист. Да. Твојата улога е, меѓутоа како почна и кој беше, се сеќаваш на оние први стрипови кои што си ги зел во рака и кои што биле тоа, она љубов на прв поглед. Да, во тој период живеев во Струга и памтам дека имаше една трафика на крајот од чаршијата. И секој момент кога Леле имаше еден стар човек, знам. Тој. Во куќа долу беше, знам со модел во Струга по стрипови. Тој. Имаше еден чика стари, можеше да најдеш тука стрипови. Секак. Стрипотека, јас одев по стрипотека, знам дека можеше да најдеш стари некои изданија кои што не можеше да се најдат. Да. Јас во тој период кај него ги наоѓав Микиев алманах беа веќе стандард, меѓутоа имаше стрипови со Алф и имаше со дроиди од Star Wars. И памтам дека едва и чекав секој излегување баш да се шмугнам во таа трафика, па за среќа и татко ми, ајде ова е некако класичната македонска приказна, најчесто што меден чита, таткото, дедото читале, и ете и кај мене тоа беше случај, татко ми за среќа читаше стрипови и со задоволство и тој ќе ме внесеше, ќе разгледав, ќе си одберев и така памтам веќе од второ одделение почнував сам да си ги читам и туку ќе потпрашав овој збор што е, овој збор што е, затоа што се уште немавме на македонски. Така. И мислам дека од тука се почна затоа што набрзо потоа пробував и да цртам дури. Стрипови. И како тој дел како заврши таа епизода? Таа епизода заврши со надежна една година и толку. Потоа видов дека немаше како сега YouTube канали, па на интернет да се побара, да се прочита, немаше и толку многу литература. И од друга страна татко ми црташе, меѓутоа тој пак немаше време, почнуваше приватен бизнис. И ради тоа се преориентирав спонтано према пишувањето. Така. Кој е она стрип сценарио, да кажем, или чиви стрип сценарија, ти се оние кои што најмногу ти се допаѓаат? Кога ќе земеш стрип во рака? Така. Гледам дека во последно време многу го читам Брувакер. Тој стана толку популарен што веќе заедно со илустраторот Шон Филипс тераат целосни изданија заедно, во кои што слободата им е целосно, авторската слобода задржана и некако се посветив доста на читање негови стрипови. Последно што го прочитав беше Fade Out серијалот кој само што заврши, сега веќе почнува нов, па планирам и тој да го почнам. Неговите стрипови се поинакви, мене ми се интересни. Посебно имаше еден серијал Фатал кој што беше сплет на малку надприродно, малку Кутулус митос, земено од приказните на Лавкрафт и нормално тој неговиот ноар детективски елемент кој што го има. И едноставно се заглавив со неговите стрипови. Претходно бев Хелбој. Хелбој е веќе комерцијален, меѓутоа ова друго не е баш комерцијален, комерцијален. меѓутоа и тој не почна толку комерцијално во основа. Овој точно не е толку. Хелбој посебно ми се допадна веќе кога стана комерцијален, направи еден друг BPRD, па и тој го читав, меѓутоа веќе понатаму и... Добро, Dark Horse е малку и поразлични, од DC и од Marvel имаат и така поразлични селекција. Па и тука авторите си ја задржуваат слободата, така да и авторските права на стриповите подруго е ради тоа. Така. Оно што го кажа дека претпоставувам дека секоја стрип приказна се влече од родителите, ето татко ми читаше Ласо романи, беа стрипови, потоа тој носеше романи, исто ги носеше они италијанските, Загор, Командант Марк
и така натаму, меѓутоа јас се сеќавам дека првиот стрип ми беше македонски и беше Кинг Конг и беше во наш свет. Ете. Така, и оние што излегуваа во Политикин забавник на времето имаше прилично. Додуша во тоа време кога јас растев имаше навистина интересни и квалитетни стрипови, стрипотеката беше со француски стрипови. Да. Имавме еден од Марвел делови, од Сребрени летач до што се не. Сребрениот летач го памтам. Јас само го најдов многу покасно на ќе речев не на трафика, туку порано имаше, сигурно се сеќаваш, еден чичко со црвен стоен, тој вадеше на него на така, и багажникот. Знам дека во стрипотека беше. Да, и таму исто го видов. Јас за жал не го фатив тој период. Некако со распадот на Југославија ги снема стриповите и бевме сведени само на Политикин забавник. Не сум сигурен и стрипотеката дали излегуваше. Излегуваше еден период, меѓутоа многу изменета, многу помала и не беше тоа. Така. Ете. Не беше, имаше на времето од Рип Кирби до Modesty Blaze дошол уште не стрипови со кои што пораснавме. Како се случи да се вратиме на ова што го сработивте со Дарко Богданов? Како се случи контактот со Дарко? И како се најдовте онај момент? Е интересна сорта сте вие, сите љубители на стрипот, како се наоѓате? После ќе зборуваме за Острило. Ајде, после за Острило, добро, ако така ќе почнам конкретно со Дарко, како започна приказнава? Се појави еден македонски издавач тогаш, кој што започна со Алан Форд. И јас имам еден пријател овде со кој секогаш сме зборувале за стрипови. И тој ми кажа, види, има форум, има луѓе, се движат, работиве нешто. И почнав да гледам таму. И повторно ми се јави тоа жарчето, едноставно желбата да се пишува стрип кој од секогаш ми бил како неостварен сон, да се напиши стрип, да некој да го илустрира. И сватив дека Македонија има релативно во однос на тоа јас што мислев многу поголем број на стрип уметници, без разлика и сценаристи и илустратори. И кога ги гледав на самиот форум кој што работи како работи, го отворив блогот на Дарко, Дарбог, и видов таму доста туш, доста црнила. И во моментот прво што ми падна на памет имав еден расказ, кој што беше така мрачен и си реков, ова баш би соодействувало на адаптација на расказот. Така. И она како Дарко го илустрира тоа? Да, и реков, ајде, ќе му напишам една personal message. И од пораката разменавме имейл, па јас му го пратив расказот, тој го прочита и рече дека може, меѓутоа треба да се адаптира. И веќе ја започнав јас адаптацијата на расказот. И како што му го пратив, тој почна да работи. И во тогашните наши почетоци некако и двајцата мислам дека не се критикувавме толку. Најверојатно затоа и сега работиме многу подобро. Меѓутоа сепак е почеток. Па како што тој најверојатно избегна критика за мојот стил, јас избегнав критика за одредени ситници што не ми се допаѓале толку. А воедно, например, за разлика од сега, не видов скици во молив, не видов поточно скици, па изработка во молив, па туш, затоа што сега веќе го добивам целиот процес на увид. И едноставно добив готов стрип па за релативно брзо време и бев задоволен. Самото тоа да се види дека првото нешто мое реализирано во стрип, првото нешто што сум го напишал, беше прекрасно искуство. И тогаш веќе знаев дека ќе се работи понатаму со Дарко, затоа што јас веќе имав уште една идеја која што не беше воопшто реализирана, па му ја пренесов, па продолживме со размена така на идеи, на што би можело колку. Меѓутоа се уште мислевме во тој краток формат ради финансиски и временски аспекти, односно од една до некои 4 страни. Така. Многу и стрип сценаристиве и стрип цртачиве многу му помогнавте на, можам слободно да кажам, на Холивуд со тие сторивордови, тоа Спилберг го подигна на едно ниво малку поголемо и им завршивте 90% од работата со неколку слики да раскажете цела приказна и тоа сето го сместите, последно добро четиво, да го сместите во 90 минутен филм. Како тие имаш приказната, Дарко го има талентот да го
направи тоа, да го нацрта. Како знаете кој дел ќе биде илустриран, кој дел од приказната, која слика од приказната ќе биде? Па тоа е интересен процес. Јас сум таков сценарист, затоа што сепак има повеќе техники на изработка на сценарија. Интересно Или е што... друго ми е муабетов, колку еден сценарист треба да има предзнаење од цртањето, колку стрипови треба да има прочитано и да му имаат низ раце поминато, за да... Токму на тоа ќе да му кажеш на Дарко, јас сакам овој дел да биде. Токму на тоа ќе одев. Значи, јас кога почнав да соработувам со Дарко, доста често имав конкретна замисла какво сакам да биде кадрирањето. Од типот, знаев дека оваа страна треба да има 3 кадри, на пример, едниот овде, едниот тука, другиот долг овде. Наредната страна ќе бидат вака и вака и вака и вака. И бев доста поконкретен, попрецизен во однос на тоа. Со тек на време, со нашата соработка, почнав да станувам се помалку детален. Од принцип што почнував да ги избегнувам описите, например, на личностите. Едноставно, ако имав некој конкретен лик, само ќе кажев вака мислам и тоа беше тоа, но добар дел од работењето ми се општи описи, например, типичен шеф, работник или работник само напишано, ако е типичен и моите описи се сведува само на тоа. И сега Дарко нека машта. Да, истото треба да изгледа. Истото беше и во однос на кадрирањето. Тоа целосна визија за тоа како сакам да бидат распределени кадрите, затоа што сепак тоа е и начин на кажување на приказната. Значи, така. Мене ми е многу важен. Сметам дека приказната нема да биде добро кажана ако нема добро кадрирање. Така. И за тие што не знаат, кадрирањето е распоредот на сликите во една страна. И веќе кога го работевме витезите, поголемиот дел од работата се сведи на само пишување. Прва страна, сцена, таа изгледа вака, сцена, таа изгледа вака. Така. И кадрирањето, односно самото распределување беше оставено на Дарко. И се сведува сега и на второто прашање што ме праша, значи мора да се има чувство за илустрацијата. Јас веќе знам Дарко како работи, знам колкав простор му треба него за еден кадар, односно една конкретна замислена сцена, и кога ќе го пишувам сценаријата, внимавам и на тоа. Затоа што сепак тоа е една интересна синергија на текст и илустрација. И не сакам да дојдеме до ситуација во која што ќе се збијат, не знам, 12 кадри во една страна, па да се изгуби цртежот, или пак да се направи нешто огромно со многу малку текст, а не е потребно. И затоа си сосем во право, како некој кој што 40 години чита стрипови, ако има многу слики, ако има многу текст, јас знам и да го прескочам и можда со второто и со третото читање на стрипот тогаш да поминам тогаш. И мене ми се случува. Може би од тие причини јас лично внимавам на тие работи. Да има мера. Да има мера, посебно во однос на текстот. Не сакам да ги пренатрупувам страните со текст. Така. А знаат и илустрациите да заморат, ако се ситни, ако ти треба она дополнителен напор, знаат и тогаш да ги почнеш да листаш малку побрзо од што е потребно. Стрип во боја или црно-бел стрип? Па, тешко прашање. Ајде вака. Јас ми лежи повеќе црно-белиот, тоа е факт. Америчкиот колор не го обожавам, меѓутоа францускиот, европскиот колор, да речам, повеќе ми се допаѓа. Не ги сакам тие дреч бои, нападни се и често едноставно се направени да го замамат читателот во однос на несовршеноста на илустрацијата. Така. Црно-белиот го сакам затоа што не го одвлекува вниманието од тоа што е најважно. Тоа е приказната, односно самиот текст и илустрацијата како заеднички вклопени. Така. И веќе кога вие имате една црно-бела техника, односно имате црно со сенки или евентуално ако има нијансирање со сиво, не ви се одвлекува вниманието. Го гледате цртежот, тоа е тоа, знаете што е, каде е, како е и мислам дека ради тоа повеќе ме привлекуваат. Така. Колку првата графичка новела ве научи што треба и што не треба да има во Витези од соседството? Па интересно прашање.
Што треба? Колку ви беше не само она старт поинт или одскочна таму штица како да кажеме, а колку ви беше убава лекција? Точно, беше најдобро кажано едно и друго, не може да биде едното исклучено од другото. Ние со Дарко проценавме уште пред 2 години дека И беше многу поразлично, извини ке те прекинам, од ова беше многу поразлично. И содржински, и визуелно. Да, значи сосема е нешто што ние не го имаме досега сработено. Целта беше уште од 2009 се крчка целиот овој проект, меѓутоа пред 2 години двајцата свативме дека буквално сега му е мајката, затоа што го имавме македонскиот издавач на македонски стрипови, тоа е Стрип Квадрат, чии што изданија веќе беа на пазарот, чии што изданија беа поддржани од Министерството за култура и најважното од се чии што основачи се од нашата фела. Значи двајца стрип илустратори, Игор Јовчевски и Никола Темков, кои што ги знаат маките на стрип сцената во Македонија. И од тие причини ние им пристапивме, разговаравме, се договоривме и ете, витезира соседството бидна. И се покажа дека беше вистинска одлука затоа што тоа што рече ти ова е нешто поразлично. Се гледа дека сме созреале, се гледа дека сме понудиле нешто што е интересно дури и за луѓето кои што не читаат стрипови. Ке цитирам една моја драга комшивка, тетка Тања, дојде, го купи стрипот и се видовме и ми рече доста е мрачен и поучен. И тоа кажува дека ние вистина сме погодиле. Тоа е самата поента на Витези од соседството, да биде поучен и да биде мрачен, а не да биде само една акциона приказна. Од друга страна пак видовме дека дури... Мораш да го имаш, тоа ќе ми беше, јас често пати со, од вашата фела луѓе кои што се инволвирани во стрипот и кои што многу повеќе од мене факт знаат за стрипот, меѓутоа знам да влезам во конфликт за тој комерцијален момент. Тој е комерцијален стрип и тоа не е тоа што го кажа и ти дека си сакаш малку по-ноари, малку по-уметнички европски стрипови, меѓутоа не може да се занемари тој комерцијален момент и дека тоа е впрочем моментот преку кој стрипот доаѓа до сите. Точно. Ние сме ги запознале сите тие квалитетни, малку поквалитетни, да кажам, стрипови повторно кои се поуметнички преку комерцијалните стрипови, затоа што сакаш секогаш се повеќе и повеќе и повеќе, а го добиваш со нешто, да кажам, од Марвел или од еден Спајдермен. Точно. Токму тука мислам дека во колку веќе 3 недели откако поминаа промоциите и од фидбекот што се добива, мислам дека ние направивме вистински погодок со Витези од соседството, затоа што тоа е една приказна која на некој начин е на границата помеѓу тие комерцијални и останати стрипови, затоа што сепак е приказна која што се работи за дрога, за нешто млади што може младите да се идентификуваат или да го да најдат пример. Од друга страна пак не е сработена на тој комерцијален стил. Дарко едноставно си обожава да си работи со туш, си обожава да застани да црта рачно и вистински е внесен во ова дело, тоа секој што го има видено стрипот може да го потврди. Ке се сретна со делата на Хиро Шимада? И тоа е смешно. Со Хиро се запознавме на форум за аниме. Некаде во 2001 година, кога сакав да кога сфатив дека цртаните од нашето детство се јапонски цртани под името аниме, почнав да барам по интернет каде ќе најдам негде нешто да се спушти, по торенти немаше, и најдов еден форум, се зачленав на форумот и таму се запознав со Хиро Шимада. И со него почнавме да си разменуваме раскази. Мојот прв расказ претворен во стрип, тој е еден од првите луѓе што го имаше прочитано. И така дојдов до неговите 2 раскази, кои што всушност беа меѓу себе со, ми се чини, околу година растојание. И беше тоа едно интересно пријателство кое што се уште трае.
всушност значи се уште е пријателство. Така. Па ете, се слушнав, ќе патувам за Америка наредниот месец и најверојатно прв пат ќе се запознаеме. Така. И тој ќе има можност да ја виде. Да си го ми види. гостувал неколку пати во утринската и никогаш не те Да. имам прашано Мијазаки или Дизни. Мијазаки. Да. Сметам дека иако старите Дизни цртани беа прекрасни и тука веќе можам да ги ставам на некое вака на некоја вага и ќе ми биде тешко да одредам. Случајно те прашувам како сценарист, како стрип сценарист во врска со приказните кои И како стрип сценарист дефинитивно Мијазаки. Значи тука веќе се најжив. Неговите цртани се толку прекрасни, тие се на неверојатна авантура за возрастни, за деца, за секој еден што било кој ќе гледа негов цртан, едноставно се внесувате. И тоа што што ми се допаѓа е начинот на кој што се реализирани тие цртани. Нема таму компјутерска, многу малку е. Точно, е многу малку. Да. И тоа е тоа што уште повеќе ве внесува во самите приказни. Омилениот цртан на мојот син е Поњо, кој што е од Мијазаки и прекрасна авантура. Јас ја гледам Мононоке од време. И Мононоке, тоа е Мононоке мислам дека ќе оспомнам. Тоа е најкомерцијално, точно. Впрочем, што излезе од Мијазаки, ама Да, беше тој Howl's Moving Castle исто кој доби Оскар. И Spirited Away доби исто Оскар. Spirited Away и тоа е многу добар. Тој е специфичен. Јас го гледав со син ми и сватив дека можеби не е самата тематика не е за да се гледа 5 години имаше син ми тогаш, за со 5 годишно дете. И децата знаат да си го, да. Ама тоа е тоа што кај неговиот начин на кажување на приказна и начинот на кој што таа се финализира самиот таа анимација е едноставно добар за сите. Така, ги спомна анимето, би сакал во Јапонија да одиш? Да. Да. Многу сакам затоа што покрај анимето доста читам и манга, односно јапонски стрип. И имам голема желба да посетам Јапонија, некогаш ќе биде и тоа. Така. Ајде да направиме една пауза, да одиме со еден блок реклами, а потоа се враќаме во студиото и продолжуваме со разговорот за стрипот. Ете, почитувани гледачи, по кратката пауза за реклами, ние продолжуваме понатака со рекламата. Ако не следите од самиот почеток на емисијата, знаете дека зборуваме за стрипот, ако не, Јордан Коцевски, мој гостин денес во рекламата, зборуваме за графичката новела Витези од соседството, второ детенце од соработката со Дарко Богданов, како си го викаат Чедо нивно. Кога ми беше гостин во утринската, Јордан кажа дека ова би можело да биде некој почеток на нешто кој работа производ кој што ќе резултира со продолжение. Да. Има ли шанси да тоа да се случи? Па тоа се сведува на токму самото издавање и ова веќе што го видовме, самите промоции и еве веќе после промоциите, начинот на кој што се троши тиражот од стрипот покажува дека дефинитивно ќе има. Нашата замисла беше од главните причини се сепак финансиските, затоа што Дарко живее исклучиво од цртање и тоа е еден од ретките кој што живее токму од цртање стрипови и со него дискутиравме и решивме дека целосната приказна е подолга. Меѓутоа, ова издание се сведува на тие 50 страни, затоа што сепак се нуди една затворена целина, така да во случај ако ние не успееме да најдеме финансиски средства за продолжување, сепак се остани на овој број. Меѓутоа, факт е дека ние сме решени и сакаме да ја завршиме целосната целина со еден втор дел. Така. Многу поинаку се случи од првата графичка новела Праму АБЦ за комерцијалниот момент. Ова многу побрзо се продаде. Да. Промоциите имаа врска со тоа, направивте промоции низ цела речиси Македонија. Па точно, една причина се промоциите, втората причина е би рекол самото иницирање уште од октомври некаде, ако не се лажам, крајот на септември, почетокот на октомври, веќе ние почнавме
активно да го промовираме тоа што ќе биде, односно новелата на Facebook. И со таа цел, нели, два пати кај тебе јас гостував, еднаш уште пред да биде целосно завршена. Мислам дека многу потактички ја сработавме маркетиншкиот аспект, така да многу повеќе луѓе беа информирани. Сепак најважни се промоциите. Еве, промоцијата во Охрид имаше многу повеќе луѓе него минатата промоција. Истото беше ситуацијата и во Виница, и во Скопје, во споредба со Мрак, хумор, тишина. Меѓутоа, мислам дека една од причините е што сепак ова е поквалитетно издание. Второ, има пониска цена. Претходното имавме колор страни, ете тоа е повторно поука за во иднина, да се оди со зошто би работеле црно-бело. Меѓутоа, ништо од квалитетот не се губи. Сакавме ова издание да биде такво издание кое што ќе може да допре до една што поширока публика, со цел да ја знаеме публиката за вториот дел и да знаеме како да се поставиме за да си го реализираме, како што рече ти, ова наше чедо. Така. Оно што спомна на самиот почеток на разговорот, првиот дел од емисијата, ја спомна македонската стрип сцена. И ја имаме. Нешто што, ето, ги спомна и социјалните мрежи, се случуваат многу повеќе работи него, ајде пред едно 5-6 години. Не, би рекол дека пред едно 5-6 години беше подобро? Вака, ајде, ќе се навратам пак 2009-та, се појави тој еден форум од еден издавач кој што после година дена сите не избрка од форумот, самиот издавач. Буквално. Зашо? Па не кеше да поднеси не критика, целата кулминација беше смешна. Викам јас, вие чудни сте. Сиве што се занимавате со стрипов. Беа нацртани карикатури од ликовите од Бонуели, кои што тој толку лично си го свати, што почна да навредува лично на артистите кои што ги нацрта, од типот мајки, шајки, војни стрини. Јас бев покасно избркан затоа што како Април и Лили Шега ги ставив неговите изданија за продажба. И ме изнавреди и ме избрка од форумот. Меѓутоа, благодарение на тоа се роди нов стрип форум, Мак Стрипови. И тука веќе почнаа да се движат работите. Тука се стартуваше со списанието Синдром, во кој што македонските артисти, сценаристи, односно стрип автори, почнаа да испраќаат своји дела, делата нивни да бидат објавувани и тогаш имаше некој залет, но за жал целата таа работа стивна пред едно 4-5 години можеби. Па така ќе дојде од изданието Мрак, хумор, тишина, значи околу 3 години. За среќа се појави Стрип Квадрат тука и повторно ја врати стрип сцената во Македонија. Не во оние glory days од минатото, меѓутоа ги движат работите. Колку сте задоволни од соработката со Стрип Квадрат, колку ги прифаќаат сугестиите, колку вие комуникацијата? Сме задоволни. Двонасочна, да кажам. Мислам дека и ние и тие сме задоволни од соработката, затоа што искрено мислам дека и во иднина би имало некоја наша да се разбереме, секако издавачка куќа и нив не им е лесно со оглед на тоа што станува збор прво и основно за мал пазар во Македонија. Точно. Друго, имате, јас не знам како функционира стрип сцената во Бугарија, дали ја имаат или не имаат, грците се тука, србите се супер. И не е во такво обкружување толку едноставно да функционираш. Не е навистина. Затоа што без разлика што постои таа поддршка, тоа беше претпоставувам и за нив главниот мотив да ја основаат издавачката куќа Стрип Квадрат и да почнат да издаваат стрипови, затоа што за жал се сведува на тоа дека без некаква финансиска поддршка не може да се работи со стрип, а од друга страна и самата финансиска поддршка не е доволна за да се кренат работите на уште повисоко ниво. Така да ние сме на некоја рамна линија. Зошто? Затоа што витези од соседството нашиов и чувари на светлината од Игор Јовчевски се и Ајвармен, да не го заборавам. Добро, претходните две се со целосна приказна, Ајвармен е работен од повеќе автори. Значи тоа се стрипови кои што се свежи.
Така. Тоа се нови стрипови кои што не биле претходно, посебно чуварите и витезите, кои што не биле претходно објавувани и најнош излегуваат во едно издание вака, издадено од Стрип Квадрат. Додека претходно се и се уште и Стрип Квадрат за жал, мора да работи со издавање на некој начин антологиски дела на македонски стрип автори кои што излегувале дали во наш свет, дали во стрипотеки и сега се прават интеграли на веќе нацртани дела. Значи тука е тоа што разговараме. Поддршката е доволна да се објави нешто што е веќе сработено, за кое што некој добил пари или не добил пари не е ни важно, веќе му стои, но не е доволна за да се сработи нешто ново. Така. Како се случи Острило? Дојдовме и до тој дел од мојот. Ете, Острило или Охридското стрип лоби. Така. Тоа е, имаме доста интересна приказна зад нас, која што повторно не врзува со тој ноторијас злогласен издавач. И само да не заборам, ќе кажеш памти си ја мислата, колку пати си имате искарано за филмска екранизација на стрип? Ама искрено. Те интересира прво тоа или прво? Не, прво да кажеме како се случи. Значи, кога излезе тој издавачот, случајно се најдовме горе-долу по форуми, меѓутоа неговите изданија беа по трафиките ширум Македонија и мојот пријател Владче, шефот, се нашол со некој на трафика, направиле муабет, вака така, кој си шо си, се најдовме со уште еден и првим бевме само четворица. Значи бевме јас, Андреј Манев, Јован Гоговски, младичот и Владче. И ние четворица така спонтано собрани од по трафики со стрипови во раце, решивме да се видиме, да се запознаеме, да не се сведува тоа само на форум или така и почнавме се дружиме и се роди идејата да се направи една Facebook група која што ќе може да ги привлече охридските љубители на стрип и таа е затворена група, затоа што ние си сакаме да си коментираме слободно, да мрчиме, да плюкаме, да фалиме, без некој да не свати погрешно. Зошто? Затоа што ние си се знаеме најдобро, ние можеме да се искараме, да се навредиме, меѓутоа утре пак сите ќе се викнеме на кафе или на пиво со мезе. Да, и што е право најмногу знаете за стрипот, па тоа ви дава слобода. Сите сме или со многу прочитани стрипови за себе, ако ништо повеќе. А покрај тоа имаме и луѓе што црта, така да Андри црта, сега имаме нов член, Марко и тоа исто црта стрипови, така да ние сме една многу интересна група кои што сите по професија сме нешто сосема друго, но ете, љубовта за стриповите не има поврзано. Така. И да ти одговорам на другото прашање. Често се адаптации. Често се случува за филмските адаптации да се искараме, но всушност почесто сме на некоја иста бранова должина, но најверојатно кавгите почнуваат кога ќе се работи за Бетмен и Супермен. Така. Меѓутоа, она што можем да го добро, ајде, до бедстве си назад Холивуд, сега си најде златен рудник и си ги експлоатира стриповите, меѓутоа она што се случува во најголеми овие издавачки куќи како Marvel и DC, а тоа е ти сигурно најдобро го знаеш како стрип сценарист, е фундаментален недостиг на приказни веќе. Точно. Мислам дека општо Холивуд нема, што е најтрагично понекогаш. Стрипот во криза е. Стрипот е на некој начин. Мислам, колку пати можеш да убиеш суперхерој да го вратиш назад? Безброј пати очигледно, затоа што тоа се случува. Е во криза, тоа е факт дека е во криза, меѓутоа тоа не се однесува на секоја школа. Еве, спомнавме првата криза со која што се соочија американците беше наливот на манга, на јапонскиот стрип. Сега слушам дека и европскиот стрип е загрозен од јапонскиот, односно од манга. Од друга страна пак што фантазија ќе има јапонци ама тоа е тоа, затоа што кај нив има стрип за секого. Приказната секогаш продава, илустратори ќе се најдат. Да. Од друга страна пак, не знам и Холивуд понекогаш како успева да направи адаптација на стрипа толку целосно да ја фатне работата за нешто што му е буквално сервирано на тацна. И интересно е што еве конкретно сега кога зборуваме за Марвел, поголеми приходи носат филмовите отколку стриповите. Меѓутоа искрено мислам дека тоа беше целта на Дизни, нели Дизни. Меѓутоа има еден интересен момент, заборавив да те прашам, ќе направат филмска адаптација на некој стрип
И потоа имате стрип адаптација на филмската адаптација. А тоа е, ете, то не знам дали уште го прават, меѓутоа со Халкот, со првите Така, делови имаше. X-Men и Spider-Man имаше стрип адаптација на филм. На филмовите. Не знам зошто. Ги зедов, ги Мислам, разлистав ќе молзиме до До безвест, безвест, да. колку што можеме да извадиме Да. пари за се, меѓутоа недостаток на приказни. Па, тоа е тоа што мене ме сврти настрано од, посебно од Марвел, потребата од приказни. Едноставно не е колку пати ќе читам како еден јунак се бие со друг супер негативец и се врти истото. И сега знам дека некој Марвел негативни и обратно и Марвел љубител сега Крсте ќе дојде овде и ќе ни речи, ама знајте, таа и таа нема, ми речите дека нема. Точно е, честни исклучоци. Има извонредни приказни, но Така. интересно е што тие меѓутоа најчесто тие не се приказни од 80-тите до 90-тите години Марвел. Ама и кои не ги- се дел од редовната серија и тоа Така. е доста интересно. Често таквите приказни се вонсериски. Така. Чи не се ден од киоски изданијата. Да. Нешто што било како посебно издание. Да. Мислам дека толку сме со времето и многу малку кажавме, меѓутоа завршивте со промоциите. Завршивме со промоциите, тиражот е веќе прекрај, завршуваме и со гостувањата, најверојатно ова ќе ми е последно. Така, ќе имате второ издание, што велат од Јас Квадрат? викам дека ќе имаме второ издание, да. 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 А, Со сигурност. Ќе ми видиш повторно во секој случај, се најавам некој од Острило, ќе ми донесеш, ќе ми видите гости во Може, Јокламата. ако треба ќе ги извлечкам Така, за уши. и имаме уште многу зашто да зборувам. Ти благодарам уште еднаш што ми дојде, ти благодарам за изданието Витези од соседството и ќе се видиме во некоја наредна Благодарам за поканата. прилика и ќе донесеш нешто интересно, некое искуство од сад кога ќе се вратиш. Да, се Ќе надам. ме гостуваш. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатно попладне. Ќе се видиме наредниот вторник.